само веќе ме Лука, шетач по небото, квантум. Муа. Не е лоша, Лука. Не е лошо. Ела, тотално растурив по вертикалата. 360 се свртев преку процептот. Знаеш, тоа не е лесно. Не е лесно ни да се разбереш што рече. Јас веднаш ќе ти преведам, ела? Лука ја употребува вообичајната скейтборд терминологија за да опише низа аеродинамични невообичајни трикови што... Врати ми го, Борче, не е твој. Ако велам јас дека е мој, тогаш е мој, мало детенце. Врати ми го. Ау, ајде натерај ме. Лука, мора да направиш нешто. Јас? Па јас не ги познавам. Каква врска има тоа? Треба да помогнеш кога некој помал е во невоја. Зошто? За мускулистиот и двајцата да не степа, нема шанси. Ама ајде, тоа е правилното нешто да се направи. Ајде. Ау, плачко. Лука, направи нешто. Престани, Борче. Спорт за целиот свет, за сите времења. Божиот живе. Супер книга. Осана, супер книга скоро. Осана, супер книга скоро. Твој е, ако можеш да го фатиш. Ајде да си одиме дома по другиот пат. Лука, Супер книга! О не, Лука, јас повеќе би сакал да останам овде и да се возам на скейтборд. Помош! Гис, каде сме? Личи како да сме во стариот Вавилон, од прилика 500 години пред нашата ера. Ме повикавте, кралудари. Даниеле, мој пријателе, уживаш голема наклоност во мојот двор. Ти си најмудриот човек во моето кралство и ти благодарам за се што стори. Јас сум ви понизен слуга. Но мојата мудрост доаѓа само од семоќениот Бог, кој продолжува да ми дава сили додека се молам за него. Толку многу зборуваш за твојот Бог? Се она што имам и она што сум е од него. Даниеле, само кога би можел да верувам во нешто толку многу како ти во твојот Бог. Сега ни е шансата да се искрадеме. Време е да направиме голем скок, Гис. Да сториме нешто во врска со наклоноста на кралот кон Даниел. Сакавме да најдеме грешка во работата на Даниел, ама нема. Јас се погрижив за таа работа. Што сакаш да кажеш? Ќе го удриш со тоа? Не, нема да го удрам Паршан. Судбината на Даниел ќе биде многу полоша, затоа што го убедив кралот да го потпише овој проглас. Даниел мисли дека е толку побожен, се моли цело време. Токму таа навика ќе стане неговата пропаст. Тие одат да му направат нешто лошо на Даниел. Лука, би требало да го предупредиме. Одам нагоре, следна станица, покриво!
ќе ве фатам, ќе ве фрлам на лавовите! Ау, безкорисно е. Не можам да го натерам конјов да се помрдне. Тоа е веќе нешто. Еј, вратете се! Арами! Арами! Мораме да направиме нешто, Крис. Луѓето што случајно ги слушнавме во палатата планираат да му наштетат на Даниел и да го измамат кралот. Ела го слушна стражарот, ќе не фрли на лавовите ако не фати во палатата уште еднаш. Тогаш мора да го најдеме Даниел и да го предупредиме. Здраво, еве ви ги враќаме коњата и колата. Живи и здрави. Тоа беше па незгода. Простете ни. Се е добро кога добро, ќе се заврши. Не чепкајте коли што не се ваши. Господине, дали го знаете пријателот на кралот Даниел? Вие го знаете Даниел? Па го имаме видено, знаете, овде. Личи како да е многу добар човек. Сум чул дека се моли 3 пати дневно. Знаете каде можеме да го најдеме? Последната куќа во онаа улица. Чујте и почујте, граѓани на Вавилон. Проглас од кралот Дарий. Секој кој ќе се моли и на кој и да е бог или човек во следните 30 дена, освен на кралот, ќе биде фрлен во јама со лавови. Така беше решено на овој ден. О, не! Ајде! Даниел, мора да не сослушаш. Навистина, а кои сте вие, деца? Ние сме пријатели. А ти си во голема опасност. Како е можно вие да го знаете моето име, а јас да не ги знам вашите? Мораш да не послушаш. Постои завера да те убијат. Кралот издаде документ со кој се вели дека ако некој се моли освен нему, ќе биде фрлен во јама со лавови. Да, дознав за прогласот пред да ја напуштам палатата. Тоа не е дело на кралот, туку на Арсалан и пријателите. И што ќе правиш ти? Истото што и досега. Може би требало да се молиш, например, скришно. Ако се плашам од она што другите ќе го кажат или направат, кога јас го правам она што е исправно, тогаш јас воопшто немам сила. Би сакала да ја имам твојата сила. Ела, Клекни со мене. Ќе те научам како да се молиш. Бог сака да му кажеш се што ти лежи на срцето, Ела. Тој те сака и сака секогаш да бидеш искрена со него, дури и кога си во неволја. Ела, тие се. И јас сега ќе претпоставам дека ова не е она за што се моле, а? Даниел, јас сега тебе те апсам според највисокиот авторитет. Можете да ме уапсите, но тоа не е по налог на највисоката власт. Ти мора да дојдеш со нас. Чекајте! Нека овој
им биде лекција на сите кои ќе се осмелат да се молат на човек или бог, а тоа да не е нашиот крал Дари. Личеше како скоро да не му е гајле што ќе го фрлат на лавовите затоа што се моли. Лука, Даниел го направи она во кое што веруваше дека е исправно, без оглед на последиците. И сега е време и ние да го сториме истото. Каде одиме? Одиме да му кажеме на кралот точно што се случува. Што треба да значи ова насилство? Го фативме Даниел како се моли на својот бог, а не на вас. Даниел. Веќе се вршат подготовките за екзекуцијата, мој господару. Даниел е мој пријател. Декретот што го донесува кралот на крајот на криштата е закон. Не може да се поништи. Мора да има начин. Господару, тоа е ваша наредба. Она што е направено, е направено. Брзо си спремен да ја спроведеш правдата кога се работи за животот на еден верен пријател. Јас само мислам на вас, мој кралу. Ако не реагираме брзо со првиот прекршител, ќе личи како да сте слаб. Многу слаб. И кралството нема да искажува должната почит. Те почитувам со сето свое срце, мој кралу. Но нема да почитувам ниту еден закон кој би ме спречувал да му се молам на единствениот вистински Бог. Твојот Бог ти значи толку многу? Да, точно. Кралот никогаш нема да ни поверува ако му кажеме за заверата против Даниел. Како можеме да знаеме ако не пробаме? Да пробаме што? Вие двајца направете малку гужва за јас да можам да се скрием внатре. О, супер! Дворската стражи има джиновски метални мачови, а ние да се бориме со стапчиња? Нема да се борите со нив. Ке се борите еден против друг. Што? Вие ќе им го одвлечете вниманието, така што јас ќе можам да се муштам внатре без да ме забележат. Подготвени, момци? Еве ти! Какве цу ни Еве ти ми какве цу. Нема никогаш да Тргнете се од скалите на палатата, нерани мајковци! Никогаш нема да ти се придружам. Ти го уби татко ми. Не! Јас сум ти татко! Што? Тој е премлад да му биде татко. Мислам дека им побегнавме, Гис. Гис, разбуди се. Лазе погон на чизмите. Гис, добро си? Со
овој декрет се прогласува дека Даниел кој е фатен на дело дека игнорира наредбата на кралот и дека директно ја прекршува неговата заповед ќе биде фрлен на лавовите. О, Даниел, како миленикот вака падна. Каде е твојот бог сега? Може би рикањето на лавовите е силно, Арсалан, но мојот бог е посилен. Твојот бог, кому без престан му служиш, нека те избави. Задоцнив. И тоа е славниот крај на Даниел. Кој доаѓа? Пријателка на Даниел. Може ли да зборувам со вас, господару? Ти си го ризикуваш животот за да зборуваш со мене? Што би можело да биде толку важно? Да се направи вистинското нешто. Извини? Ваше височество, дали знаете дека луѓето што бара од вас да го донесете прогласот се лоши луѓе? Знам дека сакаат да имаат власт. Понекогаш, дури еден крал понекогаш не знае што е исправно. Јас нема да спијам вечерва. Што беше тоа? Што беше тоа? Зошто брзаме толку, ваше височество? Даниел неверојатно е мртов. Ќе дознаеме дали богот на Даниел е вистински или не. Вие, дојдете до мене. Крало мој, овие се тие што ги направија сите проблеми. На двајцата и на тоа девојче им простувам. Што? Печатот се уште не е скршен. Тргнете го каменот. Даниел! Му зборува на мртовец. Даниел, слуго на Богот кому му служиш, дали тој те избави од лавовите? Да живее кралот! Што? Тоа не е возможно! Мојот бог го испрати својот ангел и им ја затвори устата на лавовите, па не ме повредија, зашто јас пред него излегов чист. А исто и пред тебе, кралу, не сум извршил никаков престап. Извадете го!
Им заповедам на сите во моето царство да се плашат и треперат пред Богот на Даниел. Тој е жив Бог и вечно ќе живее. Царството и владението му се непобедиви. Тој избавува и спасува, прави чудеса и знаци по небото и земјата. А што се однесува до вас, вие ќе откриете многу убаво колку силно може да биде рикањето на лав. Лука, Гизмо, супер книгата не враќа дома. Ајде, бебенце! Дојди и земи го! Баш таму од каде што заминавме. Ако Даниел можеше да го направи тоа, и јас може. А што врска имаш па ти? Со него имам врска. Врати му го скейтбордот. Врати му го веднаш. А ти кој си? Велам, јас. Да? И кој друг? Јас. Ти ли? О, и јас. И јас исто. Да. Исто и јас. И ние исто така. Еј, јас само си играв. Клинецов не знае што е шега. Тоа е мој проблем? Не ме викај клинец. Тони, немој сега. На кој му е гајле, бе? И така скейтбордите се за лузери. Па, изгледа дека откако го употреби млажниот погон во јамата со лавовите, ги усоврши движењата. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам.